Јануари е 28-миот ден во годината според Григоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 337 дена. 1821 година прогласена е независноста на Перу, со што сепак не било дефинитивно завршено речиси 300 годишното колонијално владење на Шпанија во таа латиноамериканска земја. Шпанија се обидувала уште 3 години да ја наметне својата власт во Перу. – 1878 година во Њу Хевен во Соединетите Американски држави пуштена е во употреба првата телефонска централа по 2 години откако Александар Греам Бел го патентираше телефонот. – 1884 година е роден швајцарскиот физичар и истражувач на морските длабочини Огист Пикар, професор на Универзитетот во Брисел. Ги проучуваше радиоактивноста, атмосферскиот електрицитет и вселенските зраци. Во 1931 година стана првиот човек кој доспеа во стратосферата со балон до 15.780 метри, а во 1934 година дури и до 17.550 метри. Од 1938 година се спушти 48 пати во океанската длабочина и до 4000 метри. – 1887 година е роден Артур Рубинштајн, пианист и еден од најголемите интерпретатори на класичната музика во 20 век. Сакаше да ја комбинира страста за музиката со страста за животот. Прв пат седна да свири клавир во својата 4-та година, а на 6 години имаше прв јавен настап во Варшава на еден концерт за добротворни цели. Пред да наполни 20 години стана познат музичар, одржувајќи концерти во Соединетите Американски држави, во Латинска Америка и во Европа. Особено беше познат како хуманист. – 1898 година во Велес е роден Кирил Кемилов, еден од македонските учесници во Шпанската граѓанска војна. Почина во Скопје на 8 септември 1976 година. – 1918 година Владимир Илич Ленин од името на Советот на народните комесари на Советска Русија потпиша декрет за формирање на Црвената армија. – 1945 година во Скопје е отворена првата градинка во Македонија за престој на деца од 4 до 7 годишна возраст, на кои им беа обезбедени храна и воспитување преку денот, додека нивните родители беа на работа.